Шири преку вода ова болест. Ова не е нормално. Сите си пишуваат по канцеларија, под клима таму, а никој не излага на терен да види што е. И поканувам директорот и министерот да излагат на терен, да ги видат тие овци што се... И питаш ме, више ми се полнат очите со солзи. Кога ќе помислам на тие луѓе, чии што овци се... Кучиња, диви животни и птици разнеле дел од угинатите овци кои биле заразени од овча сипаница над селото Соколарци во општината Чешиново Облешево. Од Асоциацијата на одгледувачи на овци вела дека животните биле фрлени во јами кои требало да бидат затрупани, но 4 од нив останале отворени околу 20 дена. Оттаму вела дека нема вакцини за болеста, па одгледувачите се принудени сами да бараат начини за да ги заштитат своите стада. Ја оценуваат состојбата како алармантна и бараат итна реакција од институциите. Предупредуваат дека без брза реакција болеста може дополнително да... Што ги отвориле овие дупки, имале 4 дупки и стоеле околу 20 дана отворени. Чекале да се пуни една дупка, тие биле отворени и од тука кучињата ги влечеле овците убиени. Сакав да им кажам на Агенцијата за храна и ветеринарство дека ние сме на терен како сојуз, не тие што велат дека го следиме ситуацијата. Од канцеларија не се следи ситуацијата. Гледаме дека навистина имаат проблем со организацијата. Слушаме и од селјаните дека сите сами ги донесе тука, ги трупале овците. Све крвот што ги убиле течел по патот, значи тоа е голем ризик. И затоа и го фати и Штипскиот регион за нивнат министерството дека сточарите кои вакцинирале сами ќе имат санкции. Тоа не е во ред. Зошто тие вакцинирале сами? Затоа што АХВ и министерството не обезбедиле вакцина на време. Ние како сојуз нема да ги оставиме сами. Сточарите се исплашени особено во истокот од државата, каде што ширењето на болеста е секојдневно, тврдат од асоциацијата. Над 50 семејства според нив оставени без екзистенција. Дошла болеста, тоа е тоа. Тагуваат луѓето, се запрашуваат што ќе прават сега понатаму, како ќе продолжат да живеат. Тоа се цели семејства кои што живееле, нели од тие чарите. Во понеделник од АХВ ни кажаа дека има околу 5000 овци, меѓутоа ние гледаме позадина само 2500, според бројката што ни ја кажаа овде селаните. Така да сигурно се до сега најмалку 50-60 семејства, значи на кои што им се угинати овците. До сега било што било. Мислам дека ненавремено сериозно се свати болеста. Момент каде што озбилно треба да се свати и од страна на овчарите и од страна на институциите. Слушнавме дека вакцина имаме донација од Турција, меѓутоа нека ги убрзаат процедурите. Знаеме дека постојат процедури, нели? Меѓутоа не ги знаеме ние какви се тие процедури. Од АХВ знаат, нека направат било што и како знаат да тие процедури бидат скратени, да бидат забрзани, да што побрзо се организираат и што побрзо да се симптом кај некоја овца. И се плаче кога ќе помислам дека можеби кога ќе станам се бајле стадото ќе биде разболено или не дај Боже нема да биде тука. И само се ставам во кожа на овчарите на кои што више им се одземени. Така да болеста во последниот период се шири во Штипскиот регион, велат од асоциацијата. Предупредуваат доколку нема вакцини, нема да остане ниту една овца. Струваме моментално е кај нас мирна ситуацијата. Кога гледаме оваа слика што денеска што ја гледаме тука е стварно загрижувачка. И се плашеме и повише од тоа што сме се плашили. И мора да се преземат некои мерки за некој, еве кажа и председателот, за некој под клима што седе, може му е работа за смешно. Ама на нас не ни е до смешка, не сме ги печалиле тие стада, ние едноставно. Кажав дека тие стада ни се печалени со 2 колени. Нема млад човек денеска лесно што ќе одлучи да се врне да биде овчар. Овие изгаснати трла нема да се враќат сигурно, не знам ни колку посто. Инаку од асоциацијата алармираат министерството да преземе што побрзо мерки со цел да се спречи ширењето.
бидејќи на овој начин ќе се уништи сточарството во државата.